prethodno himната на Република Македонија. На трибл-дабл е Тодор Гечевски. И осмата асистенција, осмото додавање на Тодор Гечевски. 70, односно 80, 60, 20 поени предност. 2,5 минути до крајот. Дарко Соколов. Сега се игра да се обезбеди пристоен пораз, но и тој е невозможен за Фени Индустри. Ке се борат двата тима веројатно и во финалната плей-оф пресметка. Фени ке игра против Лирија, ја има предноста од 1-0 во полуфиналната пресметка. МЗТ Скопје против Торус, исто така предност од 1-0 и во евентуално финале меѓу двата тима МЗТ ја има предноста од 1-0 против Фени Индустри. И првиот надпревар на домашен терен, но таму приказната е поинаква. Зборуваме за период кој ќе дојде за отприлика 2 до 3 недели, многу работи може да се смена до тогаш. Тоа веројатно ќе му остава простор на надеж на Емил Рајковиќ дека може да ги промени работите, но ако вака парира на играта на МЗТ Фени Индустри, мислам дека многу тешко ќе направи пресвод во финалната серија. Од друга страна и психолошки растоварените влезат. Ова е втор пораз годинава од 20 и нешто разлика. Мислам дека тоа може да биде исто така клучно во таа психолошка борба. И освоената титула после 12 години пауза. Апсолутно заслужена, без ниту една дамка, нема збор. Најмногу треба да му заблагодарат на Тодор Гечевски и секако и на Ѓорѓи Чековски. Апсолутно. Мијајловиќ има исто така големи заслуги. Одлично ја контролираше играта, го водеше тимот на МЗТ Скопје. 1 минута и 10 секунди до крајот. 82-63. Одамна слават навивачите на МЗТ. Симоновски. За 3 поени Марко Симоновски, втора негова тројка. 50 секунди до крајот. Мијајловиќ. 82-66.
фаулиран Игор Мијајловиќ. Нека се слави одамна на клупата на МЗТ Скопје. Тодоров во преградка со кошаркарите. Прва титула за Александар Тодоров во МАК баскетот. Имаше многу пати до сега ситуации да води навистина квалитетни екипи, но немаше среќа да стигне до самиот крај. Ова е навистина сладка и заслужена титула, но верувам дека с уште поголем жар МЗТ Скопје, кошаркарите, стручниот штаб ќе се посветат и во настапот на плей-оф. Апсолутно, иако препотенцијата во спортот скапо се плаќа. Некој ја учи лекцијата, понекогаш добива втора, трета шанса, некој никогаш. Последни 20 секунди, 84-66. Мијајловиќ, последни 5 секунди. МЗТ Скопје е победник на 20-тото јубилејно издание од кошаркарскиот куп на Македонија. Победа против Фени Индустри. Чиста како солза, 84-66. Огромни 18 поени предност. Ја слават првата титула по 2000-та година кошаркарите на МЗТ Скопје. Нема на ваков надпревар, на овој резултат не се гледа ниту статистика, ниту показатели. Треба да се истакне едно име и презиме. Тодор Гечевски, мислам дека треба да добие MVP титулата, наградата за ова финале. Не само денеска, и вчера беше најдобар во оние клучни моменти. Мислам дека Торус како клуб многу поголем отпор му пружи на МЗТ во на полуфинале. И голема е радоста, но ќе кажам уште еднаш, нема никаква дамка, заслужено од првата до последната минута беше подобра екипа МЗТ Скопје. Одиме со последните реклами и се враќаме со слика во залата Борис Трајковски во Скопје. И натаму кошаркарите на МЗТ Скопје ја слават победата против Фени во финалето од кошаркарскиот куп. Лани загубија од Работнички во градското дерби, во надпревар кој беше многу неизвесен, многу напнат, во кој влегоа исто така како фаворити. Годинава мина едносмерно против Фени Индустри. 84-66. Даниел Димевски заедно со Дарко Дарковски, членот на управниот одбор на Кошаркарската федерација на Македонија, и Војо Петров долу на паркетот. Ве очекуваат многу обврски во овие неколку месеци. Прво плей-оф, пресметката, полуфинале, па борбата за титулата, па најбитното веројатно за луѓето од МКФ, настапот на македонската кошаркарска репрезентација на квалификациите за Олимписките игри во Венецуела. Веднаш по Литванија и првенството таму, посветени сме конкретно на проектот Венецуела. Трошиме огромна енергија, сите заедно во федерацијата, управниот одбор. Има паралелно уште многу други настани, првенства, репрезентации. Јас верувам дека ќе успееме и оваа година да собереме доволно сили, да организираме квалитетни подготовки. Имаме навистина потенцијално добра програма, веруваме максимално во играчите
и нема многу филозофија, едноставно верба, работа и се надеваме на среќа во Венецуела и пласман историски на Олимпијадата во Лондон. Поздрав и за кошаркарите на Фени Индустри. Се бореа во овој Final A турнир. 2 победи, четвртфинале против Кожух, против Лирија во полуфиналето, пораз од МЗТ Скопје во борбата за титулата. Аплаузот е за Фени Индустри, за актуелниот првак, за настапот во финалето. Медалите за најдобрите веројатно ќе ги додели. Медалите за судиите ги доделува Војо Петров, председател на Торус. Финален куп е навистина престиж и тоа е една традиција што се почитува во сите само за Арсич, туку и за сите што објективно ги следат надпреварите во нашата кошарка. Радко Капушевски, директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, Даниел Димевски, председателот на МКФ, ги доделуваат наградите за најдобрите во македонскиот кошаркарски клуб, за кошаркарите и стручниот штаб на МЗТ Скопје. 5-та титула за тимот од Аеродром, освоена на убедлив начин, 18 поени предност во финалето против Фени Индустри. Честно е одново да кажеме дека Торус спортски центар Борис Трајковски на сосема солиден начин го организираше Final A турнирот. Сите предвидувања беа дека ќе мине во неизвестна атмосфера и резултатски, и дека ќе има многу публика. Тешко е да се прави Final A после спектаклот лани и после метежот на трибините лани. Годинава веројатно го положивме испитот. А добро, не смееме да прекјутиме една работа, да премолчиме. Имаше навистина еден инцидент што во некоректност од страна на навивачката група на Лирија, меѓутоа добивме апсолутно оградување на клубот од тие неодговорни поединци кои што ја навредија химната. Сите ние заедно овде заеднички го осудивме тој потек. Се надеваме дека нема да се повтори и дека во кошарката на политиката не е место. Овој надпревари, сите овие надпревари до сега покажаа дека кошарката е нешто над политиката и над многу други работи од секојдневниот живот. Апсолутно. Тодор Гечевски е најкористниот кошаркар на финалето. 15 скокови, 8 асистенции и 13 поени за Тодор Гечевски. Мислам дека Тоше Гечевски во најголемиот дел од својата кариера, играјќи во странство, доживеал да биде скандирано неговото име. Тој беше шампион со Никол Ферт. Еден огромен борец, едно име, еден лик кој што несомнено многу значи за сите нас, ни дава инспирација и мотивација за работата на сите нас во федерацијата. Од него и од неговото однесување и мотивите за оваа држава црпиме сите енергија и дефинитивно можам да кажам дека Тоше Гечевски е духовниот водач не само на репрезентацијата на целата македонска кошарка. Тони Грнчаров е со пекарот во раце. Му го додели Војо Петров, председателот на Торус спортски центар Борис Трајковски. Заслужија да слават. МЗТ Скопје, 5-ти пат освојувач на националниот куп. Дејан Лекиќ, благодарам за одвоеното време, ми беше драго што го работевме финалето од националниот куп. Ви посакувам многу успех
да се видиме во Лондон на Олимписките игри со шампионите на македонските срца, кошаркарската репрезентација на Македонија. Најдобро да ги видиме нив на теренот во Лондон, тоа е наша најголема желба на сите нас. Верувам дека енергијата што почна да не движи сите во кошарката ќе продолжи во таков еден тек. Ќе биде многу тешко, но оптимисти сме и без лажна скромност атакуваме на место во Лондон. Поздрав, се убава!